Благодарам, председателки, почитувани колеги. За да ја разјасниме дилемата која што очигледно постои со процедурални забелешки кои што ги слушнавме од колегите и сите бараме разгледување на состојбите и зошто е дојдено до ова дередже на образованието во Република Македонија и зошто волку се доцни со законскиве решенија на крајот на денот, предлагам уште една точка на дневниот ред и таа да биде разгледување на состојбите во образованието за периодот март-август 2020 година и утврдување на истите. Значи, ќе ве замолам, почитувана председателке, затоа што на почетокот кажавте дека ќе се трудите да бидете конструктивна и да ги слушате сите наши предлози. Ако добро се сеќавате, во претходниот состав вакви точки на дневен ред предлагавме ние како опозиција, меѓутоа немаше слух, ајде да не речам од ваша страна, предпоставувам бевте притисната од страна на владата, но сега е моментот на првата комисија да ја изгласате оваа точка и на тој начин сите засегнати страни во образованието ќе бидат присутни и ќе видиме зошто е дојдено до ова состојба во која што е образованието денеска. Јас, ако дозволите, накратко би сакала и да образложам. Значи, не се работи тука за нова влада, некој кој што сака да релативизира ќе каже, па знаете, сега имаме нова министерката. Не. Значи, ова е стара нова влада. Тоа што се менуваат личностите од еден ресор во друг ресор, воопшто не ги засега ниту учениците, ниту наставниците, ниту родителите. Воопшто не му е важно на родителот кој е министер за образование. Туку, што му е важно? Важно му е кој и што направил. Значи, пандемијата е официјално прогласена во Република Македонија од некаде од март месец. И се ќе кажете, и знаевте, сите знаевме дека трае и ќе трае. Што правеше владата, односно, Министерството за образование, најодговорниот ресор, од март до август? И зошто се наследени ваквите состојби? Согласно законот, почетокот на учебната година е 1 септември. И сега повторно може некој да се јави и да релативизира и да каже, па учебната година започна на 1 септември. Добро, еве ќе бидам попрецизна. Учебната година започна, наставниците одеа на работа, а не знаеа што да прават, бидејќи немаше никакви јасни протоколи, ништо. Наставната година не започна. Значи, за мене, тука има и правници, може да ме коригираат, за мене е дискутабилно носењето на законот практично незаконски. Ние сега треба постфестум да го менуваме и самиот датум на почнување на учебната година. Зошто? Затоа што имало одлука на влада. Извинете, одлука на влада е понизок акт од законот. И доаѓаме до состојбата како можело да се направи, ама не се направило. Зошто? Затоа што во Министерството за образование, а и генерално во владата, никој не размислувал што треба да се направи по однос на образованието кое што треба да почне од 1 септември, а дури имаме и инфектолози, стручњаци за коронавирусот во Македонија кои што велеа дека луѓе, дајте да ја започнеме учебната година и на 15 август. Да го искористиме убавото време да почнат учениците да учат на отворено и да се носат протоколи. Ниту протоколи, значи најголем хаос. Ние сме последната земја во регионот која што ги нема отворено училиштата,
а не знаеме и дали ќе се отвори. Искрено не знаеме дали ќе бидат отворени. И се прашањето ми е, бидејќи биле сите зафатени нели со избори, со предизборен подкуп, коригирајте ме, колега, можете да реплицирате, коригирајте ме, ама над 200 и нешто уредби со законска сила се донесени во текот на траењето на техничката влада. Зошто, прашувам, зошто не се донело и уредба со законска сила и нормално да се среди хаосот со сите мапирања и со сите проблеми во образованието, а тоа требало да го направи кој друг ако не Министерството за образование, се разбира во соработка со Министерството за здравство, Комисијата за заразни болести, да и предложи на владата, техничката говорам, и да донесе уредба со законска сила, која што да речеме, еве, ќе почне, ќе го смени почетокот на наставната година, ќе биде да речеме 15 август. То не се сторило. Зошто не се сторило? Имаме примери каде што се носе уредби со законска сила, внимавајте, во 5 до 12 пред да престане рокот на траењето на техничката влада, носеа уредби за издавање на лиценци за марихуана на членови на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, многу врвен приоритет. Замислете, врвен приоритет. Председателке, се сослушаме. Да се сослушаме, да. Имаме примери, ова е образложение, мое деловничко право да образложам тука пред сите зошто предлагам точка на дневен ред. И го имам тоа право, знаете. Значи стигнавме до лиценците за марихуана. Лиценците се дадени. После имаше уште една уредба, коригирајте ме ако грешам, за не колега, за диаманти. За диаманти. Смешно, тажно, жално. Јас не велам, почитувани колеги, не велам дека ние треба да наликуваме како Финска, еве денеска прочитав и видов фотографија од едно училиште во Данска, кое што е просто неверојатно направено со сите нишани по однос на протоколите за корона кризата, но министерката нова, не знам, ќе треба да ни каже дали на незиното биро најде мапирања за состојбата на училиштата. Кога говорам за состојбата на училиштата, мислам за состојбата на училиштата по однос на корона кризата, каде и во кои училишта има санитарни јазди кои што одговараат на препораките на Комисијата за здравство. Гледаме хорор слики по телевизиите особено од руралните училишта. Последни во регионот отвараме токму од овие причини. Самиот закон за основно образование, кој што претходниот состав го носевме и ние како опозиција гласавме за инклузивното образование, иако предупредувавме дека да, ние треба да имаме инклузивно образование и да се вклучат учениците со посебни потреби во редовното образование, но и тогаш, а и сега предупредуваме дека голем број на училишта ги немаат основните, елементарните услови за инклузивно образование. Се ќе речете, не е ова точка на дневен ред, бидејќи нели флоскулата не е сложен и обемен закон. Секогаш кога се носат закони по скратена постапка, почитувани колеги, тоа е флоскулата, бидејќи се работи за несложен и обемен закон. Да, измените се неколку, вака визуелно делуваат мали, но бидејќи е високо сензибилизирана јавноста,
и бидејќи состојбите се повеќе од хаотични, и бидејќи никој досега не се заложил за оваа состојба, ние, како собрание, без разлика што законот е по скратена постапка и не е од сложен и обемен карактер, треба што да направиме? Да ја седнеме владата тука и сите заинтересирани страни, сите вклучени страни во областа на образованието, ако сакате, значи и членови на комисијата за заразни болести и така натаму, и сериозно да се посветиме на разгледување на состојбите во образованието и на крајот на денот некој мора да сноси одговорност зошто денеска сме 20 септември, се уште не се отворени училиштата и зошто мора да има одлука на влада да се отворат на 1 октомври, а не знаеме и дали ќе се отворат на 1 октомври. Не слушнав, коригирате ме ако грешам, не слушнав дали ќе се направат скрининзи на сите наставници, што е многу важно. Еве, не се направи скрининг на вработените во градинките, почнаа дел да се затварат, а дел и не се отворија. Така да сметам дека и тоа е дел од целокупниот процес кој што треба и мора да биде направен. Понатаму, колешке, мислам дека објаснувањето за дополнување на дневниот ред излезе надвор од сите можни сценарија кои што треба да се направат кога се работи за нешто вакво. Бидејќи се работи... Бидејќи, точно јас точката ја запишав, бидејќи седницава на комисијата ја свикав после координација на координаторите, однесувањето излегува надвор од моите сознанија што е искоординирано и договорено. И бидејќи колегата кажа, и јас имам сознание дека се уште дошле одредени амандмани, исто така и дека одреден број на амандмани на одредени колеги и пратенички групи не одговараат, не се во ред, предлагам 10 минути Немојте да ми влегувате во збор, ова е тотално неделовничко однесување. Председателке, ве замолувам, мене ми е потребно време за да образложам и на крајот да сублимирам и формулирам точката на дневен ред за да можат да ги убедам и моите колеги и колегите од другата страна за да го изгласаат. И вие многу добро знаете дека немате право деловнички да ме прекинувате. Ве замолувам да се доискажам. Немате право да ме прекинете во сред реченица. Сакам да ја искажам својата мисла и да ги убедам почитуваните колеги на крајот на денот и почитуваната министерка да ја прифата точката на дневен ред. Зошто? Затоа што на целата јавност им се свртени погледите кон нас. Председателке, нели рековте дека ќе бидете транспарентна и дека ќе бидете отворена, сега се демантирате, нема 10 минути, како го кажавте тоа. Значи продолжувате исто така да се однесувате како и во минатиот состав. Ве молам, сакам да се доискажам. Министерката нема право да одлучува дали ние... Председателке, немате деловничко право да ми упаѓате во збор. Јас само кажувам дека почитувана колешке, не се движи во почитувана колешке, да го задржиме нивото, ве молам, дозволете да се доискажам. Значи, има многу проблеми. Јас ќе ги набрам само неколкуте. Велите дека во законот, во законското решение, она што сакаше почитуваниот колега да го каже, универзитетски професор, дека пред законот и пред уставот сите се еднакви. Вие велите во законот се вели дека мора секој ученик, односно родител, да му обезбеди на детето компјутер. Не.
Не се согласувам. Бидејќи образованието, особено основното и средното, се задолжителни, владата е таа која што треба да обезбеди компјутер за секое дете, а особено на оние кои што се во социјален ризик. Министерката доаѓа од Министерството за труд и социјална политика и ова многу добро го знае. Дали знаете вие колку многу деца, ученици од руралните средини немаат компјутер, а немаат ни интернет? Имате ли вие во Министерството за образование мапирано колку училишта немаат брз интернет, бидејќи предлагате онлайн настава без јасни протоколи? Прашате ги наставниците. Се уште се во дилема, водат дебати, јавни дебати, водат што ќе правиме, ќе одиме со физичко присуство. Имате од една страна средношколци кои што протестираат и бараат физичко присуство, од друга страна имате родители кои што бараат само онлайн настава. И тука имаме многу дилеми, колешки. Еве, вие сте наставник. Ако одиме само на онлайн настава, еве јас да прашам. Еве, прашувам. Предпоставувам дека некој ќе ме одговори. Дали е размислено, ако се оди на онлайн настава, за виртуелните изостаноци, например? Ке постои ли дневник виртуелен? И сега, ако ученикот е одсутен, дали тоа одсуство е оправдано или неоправдано? Кога е со физичко присуство, наставникот секогаш кога пред да почне часот прашува кои се одсутни, станува дежурниот, кажува одсутни се тие. Сега на онлайн наставата ќе има виртуелен дневник, ќе има некој кој што ќе контролира дали од 15 или 20 ученика кои што се во тој клас некој е одсутен? Дали тоа е размислено? Еве, многу практичен пример. Нешто кое што, доколку, почитувани колеги, ја усвоиме оваа точка која јас сега ја предлагам, ќе добиеме и одговори. И на тој начин верувајте дека ќе помогнеме и на Министерството, и на министерката. Имаме и други вака дилеми, отворени прашања. Зошто владата да е таа која што ќе одлучува кога ќе почнува и кога ќе завршува наставата и наставните часови од 180 на 100, па и не знам 140 се кратат. Тоа ние и во амандманската расправа ќе го кажеме дека не може владата без да се консултира со ресорното министерство таков ризик да превзема. Затоа што сите релевантни информации ги има Министерството за образование. Но тоа понатаму кога ќе дојде амандманската расправа, ќе го кажеме зошто токму тоа и го предлагаме. Значи, почитувани колеги, многу отворени прашања, јавноста буквално е збунета, старо-новата влада, која што само ги ротира лицата, не превзема ништо од март до август и за тоа, ве молам, извинете, некој мора да превземе одговорност. Мора да превземе одговорност. Како тоа? Терале кампања, па видете сега. Сите терале кампања. На сите може би им било приоритет. Изборните резултати, делењето на салами и макарони, предизборниот подкуп. Но, ве молам, јас мислам дека на сите, прво и пред се, треба да ни биде здравието на нашите, иднина на нашите деца и нормално образованието. Сега многу зависи од приоритетот на владата кој е. Дали сака квалитетно образование со почитување на здравствените протоколи или пак некакво си онлайн настава која што ја имаше
некаде од април до јуни месец, за кој што и самите наставници велат дека била импровизација. Не се виновни наставниците. Воопшто не се виновни ниту наставниците, ниту учениците, виновни се тие кои што требале да им ги овозможат сите услови за било каква настава, дали тоа ќе биде физичка или ќе биде онлайн настава. Значи да резимирам, иако имам уште да говорам, има уште причини, еве уште едно прашање, например. Како наставниците ќе ги обучуваат децата за заштита од COVID-19 кога тие самите не се обучени? Како? И што го спречуваше Бирото за развој на образование да направи скратени програми? Тоа негова должност. Слушнавме дека биле на одмор. Видете, кога имате пандемија, кога имате светска криза, ги следите светските трендови, ги гледате, го гледате регионот, ги гледате напредните држави и ќе се трудите барем малку да преземете нешто од нивните искуства. Бирото за развој на образование велат било на одмор. Нема скратени програми. И ги доведоа до конфузија наставниците да импровизираат. Што да прават? Мораат да импровизираат. А тие органи во состав на Министерството за образование требало да добијат насоки од министерот да постапуваат, па да ги донесат сите протоколи, скратени часови, скратена наставна програма и да започне, да речеме, наставната година на 15 август. Не било можно. Како не било можно? Си носевте уредби со законска сила, како ќе ви текне Вие замислете, владата донесе уредба со законска сила со која што го смени изборниот законник, што е преседан. Невидена работа досега. Знаете дека изборниот законник не се менува една година пред избори? Некои не знаат, професорке. Или се прават дека не знаат. И го сменивте. Зошто? За предизборен подкуп. Барем да покажевте на јавноста дека се грижите за образованието. Барем спинови да направевте такви. Не говорам за спинови од типот на добри фотографии. И од пиарот на вашиот пиарджија се гледаме на врвот. На врвот сте веќе 4 години. И што? Што? Пиар. Убави фотографии. Се поздравиле двете министерки. Не. Ништо од тоа немаат децата и родителите и наставниците. Конкретно нешто им треба. Онлайн ли настава ќе биде? Физичко присуство ли ќе биде? Со јасни, прецизни протоколи, ставови од сите институции кои што се во органи во состав на Министерството за образование. Дали Министерството за образование владата потврли? Да. Потврли. Дали треба некој да сноси одговорност? Да. Каде е местото да се разговара за тоа? Овде, во собрание. Вие, почитувана моја колешке председателке, минатиот состав и сама знаете, баравме надзорна расправа, баравме јавни расправи. Тоа се одби. Еве сега прилика, доколку навистина сте сите загрижени, ова нема да пречи, значи ние не сме против. Ние сме свесни дека доцниме. Затоа и гласавме дека има потреба за. Ние доцниме, ние сме последни во регионот. Како за се што сме последни. Како за корона кризата, како за морталитетот, како за се друго. Како што сме последни. Дајте да бидеме сериозни. Ние сме народни избраници. Мене не ме интересира кој се договорил и како се договорил. Јас сум народен избраник. Како и сите вие. Граѓаните, наставниците, родителите, децата имаат прашања на кои што ние треба да одговориме. Сите ние. Како ќе одговориме? Исклучително со јавна расправа. И тука ќе застанам и ќе направам последна формулација на моето барање, предлог за нова точка на дневен ред, разгледување на состојбите во образованието за периодот март-август 2020 и утврдување на одговорноста за истите. Се надевам, почитувани колеги, и од власта, и од опозицијата, сериозно ќе ги сватите нашите апели, дека сега е моментот да се разговара,
И сега е моментот да помогнеме сите заедно на Министерството за образование да ги донесе најдобрите можни решенија кои што се по однос на образованието, а се разбира заедно со протоколите за корона криза.